Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Драги мои, добро вечер и добродојдовте во неделната доза Гласот на народот или клучот на демократијата. Колку е клjuč на демократијата, јас не би коментирал, вие самите знаете и самите ќе се одговорите. Денеска е еден празник е на тие што го продадо името, а еден лош или црн ден на тие што не го прифатија и денеска живеат со една тешина во срцето и душата, оти да се смени името е тоа да ти се смени крвната група. А ако ти смени крвната група, што невозможно да е тешко, тоа што не постоете. Не постоете од причина што некој се дрзнал без да го праша народот и да го слушне гласот на народот, стави еден параф на денешен ден во Нивици и го потпиша тој документ страмен, преспански договор. И јас секојаш сум го критикувал и вечерва ќе го критикувам во дадена ситуација. Од која причина? Да, се радам што моите изјави често пати љубат да ги користат и тоа е убаво. И политичари. Бидејќи политиката и дипломатијата е двосмерен собрачај. Ако немате двосмерна комуникација, тоа е крај, што вика судар. Како можеме ние да го смениме името, а тоа повлекува идентитет, јазик и се едно што вика национален трезор? Ги сменивме патните исправи, регистарските таблици, само што ова ве молам. Јас сите вас ве замолувам, водите сметка. На регистарската таблица не пишува Норт Македонија, а тоа би било МС. Значи, нова држава е, Македониџа, со К. Не сваќате? Бидејќи убаво стои во договора дека на англиска транскрипција. И никој тоа не го регистрира. Од шумата, од лисијата не ја гледат шумата. Шумата на вистина е загадена. Загадена со такви антимакедонци, антихристи, кои ве денеска сигурен сум дека го прославуваат овој ден како радост, како придобивка и како збогатување. Ви се молам, да денешен ден се ожени, свадба прави синот на рогатиот, на Џорџ Сорос, Алекс Сорос. Внимајте, на денешен ден. А знаете кој му бил на свадба? Еди Рама, најголемиот соросоид. Манга голема, знаете, со тиранската платформа и со ред други работи, кај него идат на поклонение како поглавица најголем, нашите сограѓани и без друго зна дека во картата, во личната карта место на раѓање им стои Скопје, Македонија и извод, но што да правиме? Тоа е тоа, бидејќи се молчи за волјата на вистината, само да се натоварат магарињата, наполнат бродовите и да се здувне. Да се здувно. Знаете, и ова никој не ви го кажа. Знаете дека многу улици се купени во Австрија, ве молам. Нема да ја лоцирам која страна. Да купиш улица. Не како инфраструктура. Значи, тоа се згради, тоа се објекти. Од кај се тие пари, Бога? Размислувајте за ова што вечерва да ви зборам на оваа тема. Затоа ни замина младите, мозоците наши, замина во еден правец и не сака да се вратат. Со една прилика, еве, во доцни сати сејноча ми се јави првиот медијатор во грчко-македонскиот спорт е господинот Робин Онил. На 93 години, веруете, која здрава памет, кој чист ментален чип. Голем македонец. Поголем македонец од овие предавници кои ставија параф на предавничкиот документ.
Зошто реков предавнички? Бидејќи не се почита од грчката страна. Многу одите до Грција, видите, уште сте скопјани. Јас сум македонец, а потоа човек. Да. Но не реагирате. Не реагирате. И господинот Робин Онил, јас тоа го објавив во порталот 24, ексклузивно за телевизија Вистел, за мојата и нашата телевизија. И Робин Онил даде преказ, че го артикулираме со мојот соговорник во вечерашната емисија. Поздрав од мојата екипа, Кристина Томичева, главен продуцент, Владимир и Срđan. Еден мал джингл и се враќам во студијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Драги мои, посилно од се беше да се ова апострофира, да се каже, да се регистрира од оваа историја. Со вас ја пишувам историјата, еве 25 години пишувам историјата, како на веродостојност, а хроничарите нема потреба да препишуваат од други книги или да барат од други архиви. Имате каде во зборникот Гласот на народот. Добро вечер и добро дојде господин Ѓорѓи Илиевски, аналитичар, и со кого ќе зборам токму за една многу важна тема, реже молам темата да ја дефинираме, а тоа е многу силна тема која задира во суштественоста, во автентичноста на нашето живење, битисување, а тоа е образовната апокалипса зошто Македонија го брка најдоброто од себе. Господине Илиевски, љубам и името што го имате Ѓорѓет на мојот најмил ангел, но од секој што ме почитал, бидејќи сте македонец кој се ја сака Македонија и се борите против неправдата. Еве насловот, како што рековме, образовна апокалипса, зошто Македонија го брка најдоброто од себе. Прво, поздрав до Вистел телевизија, поздрав до вас, секојаш вие сте една инспирација што ме тера на едно критичко, творечко размислување и она што на почетокот го кажавте, не да е загрижувачко она што денес се слави, она што се случи антинационално во Нивице, со такви личности кои што не заслужуваат никакво внимание, но заслужуваат вечно трпање во затворите македонски за издавање на македонските национални интереси. Во една нормална правна држава за вакво нешто никогаш не се заборава. И тие што потпиша, и тие што беа антинационални интереси кои што ги прават, кои што денес и порано слушаме од нивниот потписник на тој странен договор, ако македонците, потписниците на тој договор беа похрабри и поиздржливи, немаше да дојде до промена на името, туку ќе требаше грците да размислуваат за таквото нешто. Тоа го кажа и самиот Ципрас, се сеќавате? Точно, тоа да сакам да почекавме кажам. уште некој месец, меѓународната заедница за уши ќе не истегнеше Точно, и ќе мораше да ја признаеме. Е така. Но, алчноста за пари, алчноста за личниот интерес, заборавајќи го националното, и фала му на Бога што овие луѓе повеќе не се на политичката сцена, а очекувам... А чумуни се тие? Очекувам да ги снајде она што треба да ја донесе правдата во Македонија, мислам на правишноста, за издајството. Согласно уставот на Република... Верувате во тоа? Да, верувам. Верувам и имам почит кон премиерот Христијан Мицкоски, кој што цврсто стои и денеска тоа го кажа отворено во многу работи и отворено кажа и на бугарската страна, што и како е, дека нема прашања кои што се, туку тоа се прашања немало билатерални прашања, дека тоа е прашање кој што ние сме го потпишале, односно го потпишале. Ни се смее во така, лице. Така се смее во лице и
Но загрижувачко е тоа што и Христијан Мицковски, председателот, премиерот, па исто така и председателот на државата, Давкова, денес истото тоа го кажа, дека нема да има попуштање и дека ние цврсто ќе стоиме на ставот за македонските национални интереси. Но, што се овие издајници, што се овие предавници кои во Дубај, не знам каде, градат собствени згради, едно друго, од каде се тие пари? Филипче, исто така, што се прави? Треба јавното министерство на Македонија да проработи. Господине Илиевски, со оглед дека темата не е во образованието, но не е на одмет да го дефинираме и теми кои се актуелни. Еве, во екот на геополитичките турбуленции и самитот на НАТО во Хаг, еден од најважните гласови минатото повторно, како што реков, се слушна, а тоа е британскиот дипломат господин Робин Онил, прв медијатор во грчко-македонскиот спор, кој кажува, ако ми дозволите ме еден мал цитат, вели вака: уште во 1992 година предупредив: ако Грција го одбие предлогот Република Македонија заграда Скопје, ќе добие нешто полошо, име што сепак ќе го задржи зборот Македонија. Значи, господинот Робин Онил во лице им плесна, знаете, Самарас е тој лошото момче на стариот Ѓорџ Папандреј, што не сакаше ни м од Македонија. Меѓутоа, еве, самиот господинот Робин Онил во контекст на се тоа, зашто го зборам и општо на образованието, се минуваат учебници, историја се ретушира и се тоа. Дали, еве, сепак овие луѓе кои со сета душа и срце лобира за Македонија, и што овој ќе завршам, вие ќе да зборите повеќе, господинот Робин Онил 2010-12 година во мојата емисија упатил порака. Почитувани, ова беше пораката на господинот Робин Онил. Господине Слободан Томич, преку вашата емисија сакам да се обратам до вашите авторитети од државата. Тоа беше Бан Ки Мун, генерален секретар на Обединетите нации. Стоп! Нема повеќе разговори, а камоли преговори за името. Од денеска писмо до генералниот секретар прекинуваме со разговорите, односно преговорите. Што мислите на ова? Не го слушна, не го послуша, да бидам искрен. Пазите, сега зборуваме за човек кој што има визионерство, кој што има чувство на нешто кој што знае дека постои Македонија, нашата историја, и тој повеќе се грижи отколку овие предавници што беа. И општо. Има и други кои ги поддржуваат, господин Илиевски. Така, и други има, нормално. Има и други. Знаете колку се жестат сега што не гледаат? Знам. Не смееме да си дозволиме кршење на кичмата. А тоа го направија овие одродници македонски. Да. Дали тоа е причина младите да заминат во еден правец, да ја изгубиме државата во смисло зборот на автентичноста, на главниот столб, а тоа се младите, децата наши во кои инвестира, и ние како родители преди се, а и државата, и ги како готов производ ги експортираме во други држави, имајќи факт дека кој не сека едуциран, образован, завршен лекар, инженер и така да не ги набрам, во една држава во кој, да бидам искрен, не работат на таа струка, но со кратко време се го доби тоа. А Македонија останува со пензионери. Така. Морам да кажам, за жал, кога немате една стратегија национална, образовна, кога немате ситуации каде што треба да се загрижиме за правиот кадар, и кога тој кадар ја гледа состојбата во Македонија, подкрепена со криминал, корупција, непотизам, каде што правите луѓе не се на право место, па доаѓаат нивните синови, внуци, ќерки и така натака, го земаат билетот и си одат во еден правец. И таквите луѓе ќе ги видите во Швајцарија, во Германија, во Австралија, во Америка и така натака, и не мислат да се вратат. Не дека не ја сакат Македонија. Да. Работата е во тоа што се
нетретирани во македонското општество од страна на властите. И тие се принудени да одат таму и да го покажа својот квалитет. Ние од таму имаме доста на видни места позиции во разни научни институции што работат, разни здравствени институции што работат, што покажале и ги почитуваат. Имаме доста што завршиле докторати и така натака, но за жал беа отфрлени токму од таквите одродници од власта. Ние денес имаме една ситуација каде што се ода нашите, каде што ги финансираме по тоа $40,000 годишно и така натака, да студираат некаде, но таму си остануваат. Зошто е тоа така? Затоа што Македонија нема национална стратегија. Зошто? Прашањето е зошто? Затоа што владе, пак ќе кажам, криминалот и корупцијата и владе интересот на тендерството, интересот на нешто што е само нивно. Ние од 2017-18 и така натака, а и порано, имаме ситуација од Државниот завод за ревизија, кој што ги констатирал тие состојби. Каде што се даваат невидени кредити, пари, каде треба да студираат наши студенти во првите 100 од Шангajската листа. Нема во 2010? Не нема никаде. Не нема и последната ова ситуација што беше во светски рамки, последниот најстариот наш универзитет Свети Кирил и Методи, кој што беше 1990 и тој повеќе нема. Значи нас не нема во избришани сме. Тоа е во една нормална држава, пак ќе кажам. Веднаш треба да се повика воредна состојба. Кога викам воредна состојба, значи седнување на највисоко можно ниво, вклучувајќи ги да не спијат овие во ману, како научна институција, да се покрене прашањето. Што правиме со образованието? Образованието е темелот на општеството. Без образование ние не може да имаш и наука, нема да има и здравство, нема да има ништо како кадар. А образованието ни е наше запустено. Ние водиме наместо образовна политика, водиме политика во образованието. Ние имаме денес такви кадри кои што преку ноќ ги добиваат дипломите, преку ноќ се вработуваат. Вие сте единствениот кој ги детектира, ги алармира институциите, али тие не реагира, ги офиравте со еден збор. Сите тие политиканти кои имаа фалс дипломи. Точно. Или неписмени се збор. И тие менаџира институцијата. И тие веќе ви биле. Министерство за образование, Министерство за економија. Така. Има. Дури имаше еден министер за образование, не знаеше на обична равенка. Мојот Кристијан, што е тоа е мојот внук, еден од најдобрите математичари во Скопје, верувајте ме, јавно се гордеам со моите внуци. Меѓутоа, обична равенка му беше поставено. Исправете ме ако грешам. Знаете зошто вака се смеам, со тешко срце се смеам. Поставени се луѓе, а и ден денес, отворено говорам. Министерството за образование и наука треба да биде носител на активностите. Најголемата среќа во Македонија е што го имаме премиерот Кристијан Мицкоски, кој што има чувство како треба да се развива образованието. Професора. Така, е професор. И од професорско семејство. Точно, но тој е тој носителот на нештата. Не е Министерството за образование. Тие се само формални, морам така да кажам, само критички треба да зборуваме отворено, кој што се залага за нешто, а не знам зашто. Не можете, господине Томич, само да импровизирате нешто. Треба суштински да се делува и да се работи. Го поставите пашно, кај ни оди нашите... Се издиват мозоците. Умовите. Умовите кај ни одат. Еве кај ни одат. Ние знаете дека финансираме нешто. Колку е буџетот? Колку се инвестира од буџетот за образование? Па видите, сега со доаѓањето на актуелната власт, со премиерот Кристијан Мицкоски,
Многу повеќе се финансира во образованието, ако порано се финансираше во делот на образованието околу некаде половина од тоа што не одговара на просекот на Европската Унија, на ОЕЦД и така натака. Сега имаме дупло од таквото нешто. И за науката исто нешто повеќе се дава, но сепак не поминуваме од 1% од бруто домашниот производ. Значи, треба повеќе тука да се делува и да се работи, а се надевам дека со новите кредити, со новите позајмици што треба да биде, стратешките активности, се прават напори и за основните училишта, и за градинките, и за средните училишта, да бидат во достух и во соработка со дуалното... Прочитавте мислата. Како ви ја оценувате моменталната состојба на македонското образование од предучилиште до универзитетско ниво? Па вака сега, во она што треба да биде, за една година што е ова власт, мораше да почне од -1. Значи, не нула. Да се разбереме, не можеме да им замериме и покрај тоа што сепак наследиле на огромен баланс. Точно, па затоа велам. Одиме од -1, значи од нулата подолу, значи негатива. За година дена се постигнати резултати задоволителни. За година дена задоволителни во делот и на предучилишното воспитание и образование, каде што предучилишното воспитание и образование е неодвоив дел од воспитно-образовниот процес. И местото на предучилишното воспитание и образование му е во рамките на Министерството за образование и наука, а не во труд и социјала. Не. Ние немаме закон за предучилишно воспитание и образование како што имаат србите, хрватите, бугарите и словенците и така натака. Значи тука треба да се работи. Ние имаме офат на предучилишни деца околу 40%. Колку? 40% офат. Што не задоволува. Апсолутно. Не задоволува. Ако сакаме ние секое дете да почне од предучилишното, основата е покрај семејството е предучилишното. Воспитната компонента, од тука се развива децата и воспитно. Па понатака оди основното и така натака. Во делот на основното образование мора да се обрати поголемо внимание на наставниот кадар. Мора да се обрати внимание, веќе добри показатели има во делот на финансирањето, на нивните лични доходи, плати и така натака. Не се премногу, но се задоволителни, што можам да кажам, што е еден напредок за да може да се работи. Треба да се работи повеќе и на инфраструктурата, каде што имаме доста забелешки од страна на ОЕЦД и од Светска банка. Нашите деца кои што учат покажуваат многу слаби резултати на проектот ПИСА. Значи, меѓународните тестирања во делот на читањето, во делот на математичката писменост, во делот на природните науки. Да. Незадоволително. Затоа е потребно, како што вика, да се додадат сите оние моменти кои што се битни, кои што ги има во ОЕЦД. Нашите училишта, премногу што се работат во 2 смени. Во 2 смени, некои и во 3. Што констатира дека недоволно се исполнети наставните часови. 6 оделенците имаат 550 часа годишно, што кога ќе дојдат до 15 годишници, што ќе бидат, значи 9-летката, им недостасуваат 900 часа. Што значи, кога имаат 11 години, образовното знаење нивно е како да имаат 7,3. 3,5 години им се оземени. Во тој дел мора да се прават напори, што почнуваат веќе. Еве, за оваа година дена има доста реконструкции на основни училишта за проширување. Голем проблем ни е во Скопје, каде што имаме премногу ученици и така натака. Голема експанзија има. Експанзија има, така.
Мора да се обрати внимание на оние училишта каде што ги имаме околу 600 и нешто училишта во подрашните училишта, каде што немаме ученици. Имаме 600 и нешто училишта, а имаме 12.000. Па нема ти замина од државата. Заминати се. Она што го зборуваме сега. Нема. И тука треба да се прави и рационализација и делување и работење. И ниеден наставен кадар да не биде отпуштен од работа. Тоа е многу битната работа. Има и потреба. Да, пазите, има и потреба. Да, ја ќе ви кажам една работа, јавно го кажувам и упатом порака. Најмаксимално треба да се инвестира во професорскиот, во наставничкиот кадар, во лекарскиот, во судскиот систем. Значи, да се добијат високи плати што ќе задоволат нивната суета, да и потреба, да речеме, дека бидат граѓани од посебен. Но, ако ја утнат работата, наставничкиот кадар ја дезавуира, односно ја расипе самата стратегија во образовниот систем, лекарот се бави со андерграунд, со малверзации, со долавери, судијата издава патни исправи на криминалец и дома да се седи да шета на Босфор, обвинителот да не ги става во фиока судските процеси, тогаш е маф работа. Дали ние тука, професор сте во секој случај и за мене, особено за оваа тема, дали ние конкретно само со зборови или теорија требаме вака да збориме, со оглед дека јас ве почитам многу, вие сте човек од акција. Вие сте теоретичар, вие сте практичар. Пазите, јас секога сакам да бидам реален. Премногу има демагогија, импровизации, запоставена практиката. Она што го кажавте вие. Да. На кое ниво е судството, обвинителството, судскиот совет? Која е довербата нивна? Трагично нешто. Вика 2%. Ја викам минус 2%. Па нека ми се лутат кои сакат. Ние ги гледаме сите работи. Јавното обвинителство си прикрива многу работи. Едно да ни биде јасно. Случајот во Кочани е појава каде што треба да се отрезвениме сите како делуваме и работиме. Во сите сегменти. Почнувајќи од владата, министерствата, разните агенции, така наречени агенции, кои што имаме купишта агенции, а прашајте ги што работат, самите не знаат што работат. Значи, премногу ги имаме таквите нешта. Треба да се работи во образованието, запоставена ни е воспитната компонента, она што најбитно. Па токму тоа велам, образованието е фундаментата, е темелот за развојната политика и дефиницијата на статусот и интелектуалната потенција. Не можеме ние да имаме судија кој прво нема воспитно, едно основно воспитание, како треба да се однесува. Значи нема едукација, имаме ние дете на еден политичар кој не завршен со правен факултет, јас секојаш ја повторам ова, со тенденција да не се повтори, не да може. Не завршен факултет, правен факултет, а положил правосуден систем. Испит. Имаме, што тоа не е чудно, господинот Џафери, синот негов, имаме. Тоа е на штуловието и многу други како него. И многу други. И многу синови ќерки на функционери. Имаме. Дали ова девијација беше тоа што викаме од образованието потекнува, значи немаме основни фундаментални вредности и критериуми како да се развијат нашите представници во институциите. Зошто нашите млади бегаат? Завршуваат од тука си одат и ги користат. И таму кај што ќе работат не ги пуштаат. Ама ќе плаќале некои давачки за назад ако не дојдат после стипендијата. Фирмите што се странски има да им го платат тие давачките, а нема да се вратат. Ги користат нашите умови. Тука треба да делуваме, да работиме. Ние немаме мониторинг. Да. Немаме мониторинг, она што го праќаме. Каде оди? По завршувањето на прв циклус студии до дипломски, дали дал извештај во Министерството за образование и наука? Нема такво нешто.
Јас тоа го кажувам од искуство кој што го пишував, каде што побарав од Министерството за образование и наука да ми дадат овие 400 стипендисти кои што добивале по $40,000. Дали знаеме сега кај се наоѓаат? Креваат раменици. Пазите, вие им давате $40,000 да учат во првите 100 на Шенгајската листа. Вие не знаете кај ви се луѓе тоа. А тоа го констатира и Државниот завод за ревизија. Еве да не рече дека Ѓорѓе измислува него тоа. А јас побарав да ми се дадат со име и презиме и ги добив тие 386. Еве, да не 400, 386 точно. По $40,000, се огромна пара. Каде ни одат парите? Во ветар. А ние сме по согласно уставот и социјална држава. Да. Ние не помагаме на некој кој што од децата, кој што има потреба да им помогнеме со стипендија, со или било што. Само храни дечиња. Не одиме да им помогнеме, тоа е битна работа. Тоа е работа и на Министерството за труд и социјална политика, за детскиот развој. Македонија е потписник на Конвенцијата за правата на децата. Децата, да. И тука ние треба да покажеме Туѓата болка на собствена кожа не се чувства, господин Илиевски. Јас сум тазе, дедо на починат, татко на починат син и на 2 малолетни дечиња. Кој ќе ти сврти телефон да те праша како си, што си? Го испитав тој случај ваш. Страмно и жално е. Јас еве ви кажувам деновиве треба да се видам со заменикот министер за ТТС-ова, Ѓоко се вика, и да токму да го запознам и за овие работи. Случајот што го кажавте вие и што го јас испитувам. А има и такви и други. Дајте, Има. Ако сме социјална, а сме согласно уставот, треба да делуваме да работиме. Ние даваме пари во ветар. Да, развој на образованието, науката, технологијата се непобитни работи. Тоа од нас го бара и ОЕСД, тоа го бара Светска банка, тоа го барат сите за развојот на образованието. Заложбата на владата. Посебно сакам да кажам кога зборувам за тоа. Не го спомнувам Министерството за образование и наука, нека се лутат. Неголемата заложба е прави и чекорите што ги прави е само премиерот Христијан Мицковски. Чисмено дека ние сме му големи Не. фанови и го поддржувам. Ја и го критикувам некојаш. Пазите, Ја кога треба да го критикувам со добра намера, дека не треба да има советници, така наречени, кои ќе му речат браво, шефе, да го тапшаат. Ако прави некоја грешка или непромислено, ќе издаде изјава или некој чекор ќе направи, што до сега не видов некои лоши Во чекори. Министерството за образование и наука, па вие немате советници, кои што ја гледаат таа состојба. Јас тоа отворено го кажувам. Дали вие знаете кој е советник за основно, за средно, за високо? Еве со новиот закон за ангажирање на луѓе кои се во, ајде да речем, во овата доба во која јас припаѓам, јас мислам дека е време да се ангажираат луѓе со искуство. Јас немам ништо против младите. Младоста и искуството е прекрасна комбинација. Бидејќи искуството си го кажува своето, знаењето, мислата. Луѓето во тие години се мудри, а мудроста и во старо време, да речеме, и во античка Македонија, на големите мудреци ја водеа политиката и на Александар Македонски. Значи, не смееме да забораваме. Сакав едно прашање да ви поставам во делот на стратегијата. Вие спомнавте еден мотив, еден предлог, а тоа е хрватски модел. И тук именно прашање, јас за вас специјално го подготвив. Претходно да ме прашам, која уништи автономијата на универзитетите и зошто партиите владеат во образованието, со образованието? Прво, самите универзитети треба да бидат значи автономни во делот и на финансирањето. Така. Но мора да расчистиме на работа. Ние имаме премногу универзитети. 25 универзитети. Имаме факултети повеќе и тоа 25 факултети правни, од правни науки, од економски, од менеджмент и така натака. Знаете кои се во Заводот за вработување на чекање за работа? Токму од овие
од овие докторанти, економисти, правници, политички науки, од општествените науки. Значи, ние тога треба да го преиспитаме сето тоа. Не само во приватните, не само во, туку и во јавните. Ние колку имаме јавни универзитети. Почитуван Томич. Ги истражувам многу работи. Повеќе не ми е интересен онај во Струга на Мерко. Тој не треба да постои. Но, ние имаме универзитет во Охрид под светото име кој што го валка Свети апостол Павле. Универзитетот во Охрид, кој не заслужува да го има тоа свето име што го валка. Јас предложив... Еден од најучените апостоли. Точно. Имаме само 17 вработени, несоодветни професори. Еден асистент и некои си лаборанти, некои си таму лектори, така натака. А согласно Законот за високо образование, таму каде што имате 5 факултети, како што има во Апостол Павле, во Охрид, треба да има еден факултет најмалку 10 редовно вработени наставно-научни работници. Нема. 10. По 5, 50. Има 17. Дали ги исполнуваат условите? Не. Во неколку наврати тоа сум побарал од Министерката за образование и наука, Јанеска, да се испитаат тие работи. Никому ништо. Ќе затвориме некои институти, па тие институти се непознати и сами затворени се. Ние не навлегуваме во суштината. Агенцијата за квалитет на високото образование што работи? Сега, стратегијата што ја рековте, ние треба да се приспитаме дали ни се потребни толку универзитети јавни, за приватните сами по себе, ако не ги исполнуваат условите, се затворат. Дали ни се потребни да имаме 15-20 таму правни факултети и знаете што? Нема потреба да учите. Сомнежи имаат доста. Си земаат дипломи кога сакаат. Само и да себе си штетат. Но еве да речеме, ако рековме година дена, не најмалку сакам да бидам протеже или да навивам. Зборот ми е, ако ја наследам една катастрофална ситуација што е факт, 7 години, значи немавме една фурија, едно невреме тешко, една апокалипса, затоа е апокалипсата, образовната апокалипса, која го уништи образовниот систем. Не може преку јас себе искрено ме наведувате да лично од оваа емисија упатам и порака до институциите во системот. Оти знаете што, народот слуша, народот гледа, народот впива. Има доста помудри и учени од нас. И покрај тоа што и вие сте магистри, јас сум магистар, меѓутоа има луѓе што сте и од нас уште поспособни. Знаете, се извинувам, немојте да ми викате магистар, се срамам. Отива многу. Немојте. Нема вредност. Еве, ја ќе ви Пазите, кажам, нема вредност. За мојата магистратура, јас морам лично да кажам, Да. јас не ја направив копи-пейст, токму интервјуата со господин Донил, кој со 40-50, со Солана 60, и да не ги бравам, јас ја обработив темата токму за Македонија во тој период. Значи, на нивните изјави, тоа е труд. Едно прашање што не можам да не ве прашам, може ли Македонија да го преслика германскиот и хрватскиот, српскиот модел, специализација и стручни распредоба? Може. Оти крајот кон влагаме у финале. Знаете, нашите што направија сега? Тоа треба да го работи Агенцијата за квалитет на високото образование. Не подценувам што биле во Косово. Не подценувам. Добро е што биле во Косово. Размена на мислења едно друго. Абе, појдите до Ниш, не до Белград. Појдите до Ниш. Србија има 4 универзитети кои што се некаде од 300-400 до 1200, значи, на листите светски. Светските листи. А ние на ниту едно. Не на ниедно. 2 има Бугарија. Па појдите и таму. Да зборуваме сега. Дали е алармот уклучен? Дали е алармантна ситуација? Треба да биде. Ама затоа треба луѓе кои што треба да се сослушаат. Знаете што, почитуван Томич? Зошто? Зошто не ме повикаат?
Па малце и да ми скритикуваат. Премногу критикуваш. Премногу критикуваш. Добронамерно? Не, премногу критикуваш. Нека ми докажат како понекој треба да се постави. Па, ние таквите што критикуваме, не сме добродојдени. Но среќни сме кои ќе ја кажеме вистината вака, директно, а не гледаат милиони, кои ќе милиони, не гледаат и на северноамериканскиот континент, не гледаат централна и цела Европа, не гледаат Турција, не гледа Македонија, бидејќи е вистинска телевизија, вистината е преди нас. Еве влагаме у финале, богтано околу 3,5 минути, ја ве замолувам од чиста почит кон овој господин Робин Онил, кој даде максимална позитивна енергија за соработката со Кралството Британија. Да нема сомнежи, почитувани у старт ви кажувам. Имаме некоја, меѓу нас една параноја, минатото е крадец кој не дава ништо, ја зима иднината. Но, почитувај го твоето минато, у секој случај. Господинот Робин Онил, толкому и за стратешкиот договор, вие ќе финиширате, и го даде ова интервју, и ќе продолжиме со него. Имајќи факт дека ме радва што Македонија воспостави добра билатерална економска соработка со Кралството Британија, а тоа е предислов што Македонија треба да оди напред. Доста ова што се случува и кажува, само најкратко. Затоа читете го порталот Охрид24, таму ќе го прочитате моето интервју. Вели, како се, јас извинувам, речем може 1,5 минута да ви земам само. 1992 година председателот на Уставниот суд на комисијата Бадинтер даде оценка дека Македонија и Словенија, пазите, внимајте, прво Македонија па Словенија ги исполнуваат стандардите Македонија да биде членка на Европската унија. И он вели вака: под итно Европската унија да не ја држи заложник Македонија и никакви вета од ултиматум од Бугарија не заслужува. Да не го предскажам, читајте го. Бидејќи мија не пренесе, јавно кажувам, ова е национална информација. Затоа мија критика до вас. Вашите архиви се полни со моите интервјуа. Доста суетата, ве молам, доста суетата. Објавите го ова интервју. Со оглед дека спомна специјален известувач или специјално политичко лице кој ќе даде оценка и ќе направи една вистинска анализа за фактичката ситуација Македонија, дека веднаш мора да почне со Европската, со преговорите. Вашите 2 минути за крај. Ова ваша камера. Так. Почитувани, прво дозволите да кажам дека ова инспиративно интервју со почитуваниот Слободан Томич и неговите крајни зборови кажано и љубовта кон Македонија на странски експерти кои што ја милуваат и ја сакат Македонија. Она што го прави владата на Република Македонија, почитуваниот премиер Христијан Мицкоски, почитуваната председателка Давкова, заложбата за некршење на кичмата, гледање на македонските национални интереси и економскиот развој. Токму тоа е она што го кажува и тие кредити од Обединетото кралство. Значи, да се помогне економски на Македонија. Цврсто треба да стоиме, да не се предаваме воопшто и да покажеме дека Македонија е пред се за сите нас. Да ни живее Македонија. Благодарам што бевте мој соговорен, беше ви посакам добро здравје и убави денови во предстојните, да речеме, летни периоди. Почитуване ви дојде крајот. Македонија не е заложник. Европа е заложник на својата собствена немоќ. Да, немоќ е, бидејќи Европа има двојни стандарди. Ние немаме опоненти во Европската унија, се разбереме. Имаме една огромна, добра група европски држави кои нас не почитуваат. Значи имаме пријатели во Европа. Ние не сме против Европа. Ние сме де факто и де јуре по устав, мислам не по устав, толку по фактичката ситуација, дека сме дел на Европската унија. Писменоста од тука извира. Меѓутоа, малодушноста кај луѓето, кај нас, подитно да се избрише, ве молам. Ова ни е единствено што ни престојува. Не можеме луѓето од надвор да доаѓат да дадат силни изјави за македонската вистина, македонскиот трезор, а ние самите да се страмиме и да бегаме од суштината. Бите живи здрави, ве чекам во петок
Исто така со еден импресивен соговорник кој ќе го задржи вашето внимание и поминете си убаво со програмата на вистинската телевизија. Има што да научите, а тоа е Македонија. Пријатен вечер. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо.